Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание. Ако може да видиме први на компјутерот, темата вечерва ќе биде тату или тетовирање, нема да биде рускиот бенд Тату, а ова е инаку дел од сликите на гостинот кој ни е вечерва тука. Он само без неговата фамилија, неговата прекрасна фамилија. Ова е Симон Капчев. Добро вечер. Симен, добро вечер, добре дојде по втор пат. Добро ве најдов. Едва ја спасивме таа емисија заради Инк, Да. LA или како се викаше, Мајами Инк. Да. Леле, копирајт, судења од YouTube ми се јавуваат, ке те стрељаме, зошто си користел, абе викам нон-профит ложам, па ја, и они се фолирате, абе нон-профит викам. Ама и тоа беше пар секунди, колку не беше пола емисија, па да биде проблем. Добро, имаше добри десетина минути, издрпавме. Многу интересна емисија беше таа со тебе, ја репрезирав скоро и почувствував дека е време. Ми даде и многу добар историски осврт, што покажува не само дека си артист, туку и многу продлабочено ја познаваш работата. Отиде од прадеисторија, помина до оние субкултури затворски. Фасцинантно беше она што кажуеше за руските затвори. Леле, човече, тоа е mind-blowing и така натаму. И на некој начин даде еден многу добар историски вовед во тоа дека тетоважата не е некоја модна креација која туку така се појавува. Но има интересна работа. Тетоважето, тетовирањето стана многу популарно во Македонија. Најдовме ли некаква ние традиција во ова или веќе фаќаме некаков приклучок во светот? Сме живееле или поизолирано и зошто? Што мислиш, зошто немало толку тетовирања во минатото кај нас или во традицијата? Причините генерално се исти. Ние само во временската линија сме малку поназад од остатокот во светот. Да кажеме, ако не знам, имало некоја ситуација во почетокот на 19 век или почетокот на 20 век, кога во бел свет биле тие луѓе што били истетовирани и окарактеризирани од тогаш нели како криминалци или се служило тетовирањето за унаводници жигосување на криминалци, тие некои такви начини на размислување само се рефлектирале малку подоцна овдека. Значи ке нив да кажеме тоа преминало во мејнстрим и во мода 60-ти, да кажеме можеби и 70-ти, почнало во средина на 50-ти, 60-ти и 70-ти веќе доживува бум. Ама тој период од 20-тиот век, да кажеме во тогашна Југославија, се уште било, се знаело кои се тетовира, така. Се тетовирале луѓе, да кажеме, кои биле у затвор, се тетовирале луѓето кои биле на маргините на општеството, се тетовирале луѓе кои се огрешиле пред законот се. И подоцна, кога малку се ублажува, нели, таа стигма, така да ја кажам, почнува да се тетовираат војска. Да, што? првите JNA. Тоа е тоа. Значи, ова, нели, вака што ја наредив јас една ситуација која траела 5, 10, 15, 20 години, само ние треба да ја пресликаме, да кажеме, во светот, во Англија, во Америка, во Њујорк, каде што почнала некаква си револуција на тема тетовирање на почетокот на 20 век, само треба да ја поместиме, сега не е малку порано, ама сепак треба да ја поместиме порано. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Ние само едноставно тоа доцниме. Толку е просто тоа. Океј, работиш непрекинато, работиш нон-стоп, бев гостин во твоето студио, фасцинантна работа. Кажи ми, кои се трендовите во тетовирањето? Имено, често пати, ова би сакал на широко да го фатиш колку можеш. Знаеш, првите тетоважи на кои се сеќавам се тие, JNA 78, да речеме. Луѓето. ПВО, Морнарица, Морнарица, и така натаму. Како со пенкало истетовирани и дури се никогаш не се прашав како се истетовирале тие луѓе и што се денешните трендови. Гледаме фасцинантни 3D, кои се мотивите. Ај на широко сега да опишеме таа како доаѓа тие првите тетоважи од JNA, да речеме, како се тетовираат и што се трендовите низ деценииве, па еве сега. Збори за овдека, еве, ако се. Генерално разликата е суштинска, многу голема, ама процесот на изработката на тетоважата помалку или повеќе е ист.
Тоа е тоа. Пирсење на кожата, односно пребивање на површинскиот слој на кожа и инјектирање на мастилото испод кожа. Со таа разлика што јас, да кажеме, денеска имам како производ многу по префинето мастило, боја, прочистено и така натаму, на кое апсолутно можам да се пофалам дека, еве конкретно ако разговараме, ако трнеме на некои тие острови, или јанаато е црна или сива или како и да, ако трнеме на црна тетоважа тогаш и црна тетоважа денеска, мојата црна денеска и таа од тогаш се драстично различни. И едното и другото се направени со мастило. Како се со таа разлика како што се тетовирале да кажеме тогаш? се тетовирале со игла. А со игла? Да, има милиарда различни начини, со игла за шиење. Со игла за шиење. Да. Во Што мастило, можда, нели иглите за шиење имаат како диаметри. И они имаат величини. аха. Ти видиш различни, има една е за машина, друга е за рачно и така натаму. И сега пожелно е многу нормално да избереш таа што е најтенката. Пошто оваа поголемата ќе прави повеќе траума, ќе прави поголема дупка, поголема рана, повеќе ќе боли и така натаму. Најмалата. Во Југославија, ја дете бев по старите, барем околу мене што го работеа тоа, беше многу интересно, изработуваа игли од бургии. Односно, челикот од која е направена таа бургија, е нели со врвен квалитет, да кажеме да не се најде некој навреден, ама денеска го немаше ова, да кажеме кинезарија и така натаму која е нели со катастрофален квалитет, имаш челик со одличен квалитет и кога таа бургија ќе се наоштрела, ова не можам да го кажам пошто во прво лице не сум го видел, ќе се наоштрела, она давала извонредни резултати. Трикоте се врзува конче на врвот на иглата, за мастилото да не бега нагоре по должина по иглата. Вау. И како буцкаш од мастилото, а мастилото било, боже мој, што ќе најдеш? Све се правило, се кинело пенкалце. Тос, да го земеш. Тушот за цртање, темперите, па првите, да кажеме, тетоважи во боја конкретно на Балканов или еве ја спомнавме во рамките на таа некогашна Југославија, биле темперни бои. Од каде црвена боја? Од каде жолта? Од каде зелена? Најлесно и пристапно биле да земеш темперни бои. Акварелот не може, пошто е неизводлив, и ти треба темперна боја. Црна, тост тушеви, после нели ако се сеќаваш искочи тост тушеви заполнени рапитографи во боја. Да. Имаше црн, имаше син, зелен и црвен ако не се лажам. Да, имаше во повеќе бои. Како такви се продаваа. Значи поентата ми е дека принципот на нанесување е идентично ист. Нема никаква разлика. И сега како се развива индустријата со тек на време, така се развиваат и алатите. Уште подобро, како се отвара светот, како е полесно да направиш порачка. Порано беше ќе го скинеш на задната страна од весник, па ќе попуниш што ти треба со испрекинати линии, па ќе го ставиш у плико, па ќе го испратиш, па ќе ти вратат назад. Од на времето, од мајца, од не знам што со некој бент или ово она, на почетокот беше така и со опрема. Значи како станува приступачна тоа што денеска е на интернет. Денеска отвораш онлайн каталог, си штиклираш што ти треба, картицата, адреса и тоа е тоа. Значи станува опремата по пристапна. Можеме полесно да дојдеме до нејзе. Таа е битната разлика. Ако ќе стане попристапни, како се зголемува индустријата, се зголемува и квалитетот. Се повеќе и повеќе различни фирми прават бои. Се повеќе и повеќе различни фирми прават игли, машини. И така ние доаѓаме до ова што го имаме денеска. Да кажеме за да дојдеме до тоа да ни се овозможи да ги изработиме оние ти што кажуваш 3D, да го изработиш оној акварел, да изработиш онаа сега ништо нема идеално, ама идеална права линија. Затоа треба алат. Со иглата и со конецот тоа не можеш да го направиш. Затоа и оној момент на, да кажеме, затворските во наводници или војничките тетоважи се сведуваат на нешто просто. Едноставно. Како немало информација некоја да не се заборави, да речеме. Тоа е тоа. Или посвета. Или посвета. Да знаеме, да не заборавиме, да им обзнаниме и на другите каде сме биле. Дека таа и таа година тој бил во воена морнарица во Сплит. И он, да кажеме, го ставил тенкот. Или бил во нека тенковска единица во Славонија, не е битно како. Јасно ми. И он го става тоа. Тоа е тоа. И така и во светот најчесто. Апсолутно да. Апсолутно да. Многу интересни имам подпрашања, затоа што имав интересни разговори кај тебе. Кажи ми уште малце за технологијата на боите и мастилата кои се користат денеска. Често пати се спомнува, иако никогаш не ми текнало, но веќе кога се спомнува, тоа се можни алергиски реакции, канцерогени и така натаму, што предпоставувам дека во минатото се јавувале проблеми од користење на несоодветни. Какви се денеска се користат? Дали се тоа, какви бои се тоа, од
затоа што веќе кога се става под кожа и наолку развиена индустрија, претпоставувам дека и технологијата и производството на прочистување е многу повисоко, да не речам аптекарски. Генерално проблемот беше некаде од средина на 80-ти до средина на 90-ти. И не беше проблемот, барем јас според информациите што јас ги поседувам, не беше проблемот со боите, не беше проблемот со бојата. Главен проблем беше црвената. Да. Боите генерално се, да кажеме, од органски карактер, односно се оксиди на метали. Добро. Проблемот со црвената е поради тоа што црвената е оксид на жива. Значи сите метали кои можеме ние да ги најдеме, кои можеме да ги искористиме, кои можеме да ги употребиме, кои можеме, нели, да ги претвориме во нешто такво како мастило, само живата дава таков црвен пигмент. Тука се појави еден проблем, дојде до една, да кажеме, галама, поготово во земји каде што е малку тој момент со што све може да дојде во допир и во контакт со нашето тело, правилата, легислативата е малце построга. И тоа прво почна во Германија и почна во 80-ти со една фирма, нема везе, не е ни битно која, со црвена боја. И она ствараше реакции како осип, ствараше реакции како изразито чешање, пржење, јадеш и така натаму. Додека, нели, земјите како Германија и уште неколку кои имаат посебно строга легислатива за тоа, они одат толку далеку, мала дигресија, толку далеку до нив е сосема едно правилото за тоа што можеш да ставиш на кожа, а друго е правилото што може да влезе под кожа. Значи ти можеби и ќе помине таа боја, која и да е, ако ти сакаш да седнеш и да направиш body paint, знаеш некој што цртаат под, нема проблем. Јасно. Ама чим веќе доаѓа во допир со крв, со лимфа, со целиот тој систем на нашиот организам кој се наоѓа под кожата, ондека веќе настанува, нели, има нови правила, пошто може да настане нов проблем, како што и настана. И што се случи? Се случи многу едноставна работа. Ако фирмата, фабриката или производувачот што ја произведува бојата, сака незе да ја направи, а фала Богу, нели, се тоа сакале ние да признаеме или не, кошта пари, да ја направи незе да биде сигурна, може и ја направи. И нема веќе апсолутно никаков проблем. И после тоа, да кажеме, во последните 15 на години јас сум работел со 4-5 фирми различни кои произведуваат бои, меѓу кои, да кажеме, и црвена, нели апсолутно, пошто е една од најбитните заедно со црната, со која апсолутно нема никаков проблем. Никаков проблем. Значи идејата е дека ако сакаш тоа да го направиш, ќе го направиш. Овој бил полесниот начин кој на подолгиот пат испадна начин кој е комплициран и кој носи проблем. Они седна, го направија тоа како што треба, лабораториски што се вика, и тоа е тоа. Сега дадовме неколку инсерти од кај тебе, од твојот воркшоп, или како се вика тоа, тату шоп? Студио шоп. Студио шоп, добро. Предпоставам дека ваквата субкултура има и свој сленг, нели? Па ајде да бидам ја, да се потрудам да бидам коректен. Она што ме интересира, никогаш не го те прашав и не сме разговарале, додека ти работиш, иглата што боде, работи на компресор, така? Не, на струја. На струја? Да. Електромагнетна и... Зависи каква е машинката. Имаме електромагнетна машина, односно два магнета кои се со намотки, со бакарна жица, и која ќе се, нели, технички сега, да не видам тоа на широко надолго, ќе се намагнетизира, ја повлекува иглата надоле, ама кога ќе повлече иглата надоле, горе се прекинува струјното коло и автоматски струјното коло ја враќа иглата нагоре. И тоа во една секунда трае, односно се повторува па може и по 35 до 40 пати во секунда. Што е многу полесно за разлика кога рачно би се правело, тоа треба една по една. Една по една, што се вика ти у една секунда им требало некојаш време, цел час да го направат. Математиката е многу проста. Имаш една машина која, да кажеме, на одредена волтажа со одредена конфигурација на игла, кожата ја удира помеѓу 20 и 35 пати во секунда, а ти рачно боцкаш едно по едно. Тоа е тоа. И втората варијанта е таа што е видео со која што работев, да го надополнам и тоа, тоа е сега се тие као, нели, следна генерација понови, иако ако се вратиме историски, тие не се следна генерација, тие се првите. Значи, ако сега се вратиме, како беше 1891, Семуел Орайли, он е пронаоѓачот на првата тату машинка. И првата тату машинка која ја склопил он, фактички е како денешните модерни, односно е машинка која, нели, стручно се вика ротациона, односно електромотор,
кој врти во круг, кој има еден посебен специјален лост и истиот тој ја бута иглата која оди нагоре надоле. И се он направил ротациона машина. Таа била у круг и она вртела. Фактички тоа првиот патент бил, како викаат американците, paper cutter. Тоа е машина за сечење хартија, која место игла фактички горе требало да има некој ноже и тоа као да перфорира. И после тоа нив им текнува, пошто ова се работи нели рачно, дека ако горе ја вметнат иглата и така натаму и да рести с history. И денеска они после тоа да кажеме се префрлаат од таа машина на калемите, што ги спомнав претходно. И тоа трае со години, со децении. И сега во поново време повторно како да се не се враќаме ние назад, него ние го воведуваме повторно електромоторот како еден дел кој е исклучително лесен за одржување. Стари да бидам и поточен, воопшто и скоро и да нема одржување. Значи на пазарот има машини кои се maintenance free. Апсолутно нула одржување. Ништо не треба да ја правиш. Она ти доаѓа затворен систем на мотор на кој, да кажеме, барот е спуштен доле, ти си ја монтираш иглата и ништо не пипаш, ништо не штелуваш, не подесуваш, не подмачкуваш, ништо не правиш. Само е plug and play. Тоа е тоа. А бојата иде преку посебен влез? Бојата е во врвот на иглата. Фактички тоа малото цевче кај што поминува иглата на врвот, што е најблиску до кожата. Кога ќе почне иглата да работи, она собира во него боја. Ти кога ќе трнеш внатре во тоа цевчето кое е големо, да кажеме околу 1 сантиметар, внатре се собира бојата. И она по Значи први ти ја ставаш во боја и ја држиш пучата, да. И она ќе зазуи, нели, ја ќе земам боја. А ти како Забар контролирањето ти е доле на нога во суштина, не како на Шнајдер. Како Шнајдер. Да, пошто ги штепаш луѓе. Ова е сега најинтересна работа, имено дури со зографи имам разговарано. Кога сме гледале Ела и Линк, нема документарец за тебе, никому да му текне да сними нешто такво, иако мислам дека би било фасцинантно, иако тие, не знам, во Америка отидоа космос, друга димензија отидоа со тетовирањата, но не гледам дека ти нешто си подалеку со тоа. Она што ме фасцинира во целата работа, и вика, еден зограф ми вика, и да сгрешам, вика, на толку посветеност, вика, кога сликам икона. Ја имам некаква можност, вика, и со молитва, и со концентрација, и све, вика, имам можност да коригирам. Сликам на дрво, сликам со скапи бои, со злато, со све ово, гледаш да не сгрешиш, да биде совршено од прво. Но вика, да сликаш на кожа и да направиш онакви дела и да изгледаат перфектно, ја века, стварно не ми е јасно. Значи, првото прашање до тебе. Што си ти по вокација? Што има завршено? Дали си имаш завршено уметничка академија? Јас сум абсолвент на историја на уметност и археологија. Одлично. Веќе долги Затоа години. добро Веќе долги години. Затоа добро ги знаеш овие историски работи, браво. Да. Да, и тоа ми помогна пуно, поготово во осознавање на некои работи како употреба на символика и така натаму, кој сега па апсолутно нема никаква врска со техничкиот дел на тетовирање. Еве, да се надоврзам на зографот. Грешката е секогаш бдее над нас. Прашањето само е колкава е. Односно и во мојата работа, секако дека може да се случи. Како можеш да коригираш грешка на кожа? Тоа е тоа што сакам. Значи, само е битно во колкав размер е таа грешка. Значи, ако е размер ако е величината на грешката, да кажеме, ако се ние работиме, еве не е битно портрет. Ако ние гутнеме размерот, дека технички, цртачки, сликарски, дека ние имаме едно око, второ око, а размакот измеѓу едното око и второто око е точно едно око. И сега ние, ако тој дел гутнеме, тоа е тоа. Толку е едно око? Тоа е тоа. Дури кај оние разруки? Значи, значи, кога имаме тоа, нели, технички, како се учи као во школа за цртање, или кога ќе ги постават они математички со вертикали и така натаму, ние имаме едно око, па уште едно око, и толку е размакот помеѓу двете. По, нели, некакви си Ама правила. пак и тоа е школа, голема работа, луѓе академија завршуваат. Ние тој дел го промашиме, онда работата е голема. А од каде го знаеш? Ама ти ако сега природен талент си за тоа? Ама не, па јас и учам цело време. Цело време се надградувам. Значи, апсолутно, мојата работа не завршува дека ја, ако сум седнал или ако можам да направам репродукцијата, да кажеме, дошол некој и седнал и ми ја дал мене сликата, така? И да кажеме, ја правиме ние сликата, све окей, од фотографија, добро, нема проблем. Ама има некои работи кои нема фотографија. Треба да седнам и да се припремам јас сам, така? Надградбата и учењето никогаш не запира.
Никад. Додека работам и додека можат двете раце да држат машинка, учењето ќе биде тековно. И нема да прекине. И јас сум дури среќен што е тоа. Така. Пошто сепак не би требало у ниеден момент, јас на тоа така гледам, не би требало у ниеден момент да легнеме онака и да се опуштиме. И да кажеме готово, јас го постигнав врвот, пошто врвот е, знаеш, не е екзактно, живо е, цело време се движи. Да кажеме тој тип режија, пуштете ги прилогот, не прилогот, туку ова што е снимено како Симон работи. Еве, ова сакам да те прашам. Гледај сега. Значи, ја гледам како целата машинка вибрира. Целата рака се тресе. А ти како... А линијата е права. А линијата е права. Да. Значи, прво се бориш, значи ова немаш ти слободен потек, ти треба да имаш голема концентрација, не, линијата е права, линијата е чиста, како да е испринтана, што се вика. Да, секоја машина има вибрација. Значи, борбата е на два фронта. Не постои машина што нема вибрација. Добро. Сепак е контакт, сепак она некаде удира. Кога нешто некаде удира, тоа автоматски значи дека има и сила, така, која, нели, враќа назад со вибрација. Поголема е вибрацијата на постарите машинки, што се со калемите, помала е вибрацијата на овие машини со кои што јас сега работам. Ама, линијата е таа. Дали ти како удира на кожата? Гледам, и она враќа назад, така. Враќа. Тоа е тоа. Дали ти контролираш и длабочината колку ќе навлезе овдека? Секако не може. Од тебе зависи. Не е тоа само од иглата. Не. Ти ја подесуваш иглата секако. Си бил негде на обука кај некого надвор, нешто... Надвор, ние и прошиот пат правевме муабет. Ја бев една година у Јоханесбург во Јужна Африка. Таму тоа веќе не беше обука, пошто јас кога отидов таму веќе работев. Така, значи тоа беше нека, како да го кажам, тоа надградба. Пошто јас веќе имав тату студио во кое што работев. Овдека во Скопје. Сега обука. Прв пат кога почнував. Јасно, готово. Класичен чирак. Ова се и фотографии со познати или твои драги ликови со кои си работел, пријатели. Со работувале, кои биле гости во студиото, секогаш добре дојде. И ја имав прилично лесна нога, потегнав, па се појавија неколку ликови таму. Не се уште малку за уметноста, па да идеме со пар прилози кои ги снимив таму. Дали може стилски да се надградуваш? Например, нели, уметниците, добро го знаеш ти, тоа е историја на уметност, нели? Постојат разни стилови, не знам, импресионизам, постојат, нели, оние средновековни, постојат оние црковни мотиви, постојат оние хиперреализам. Дали во тетовирањето постојат некакви такви стилови на уметничка експресија или едноставно вие се приклонувате на желбата на клиентот? Тоа за жал има секако, значи да прво на тоа да одговорам, ама тоа за жал е, јас сепак сум убеден дека е директно врзано со пазарот на кој функционираме. Да кажеме сега, ние кога работиме на мал пазар како што е нашиот, прилично е тешко да се фокусираме само на еден стил. Далеко тоа дека не може. Може, ама прилично е тешко, пошто прво ќе треба да го истражиме маркетот, за да видиме дали има, да кажеме, економска издржаност да се фокусираме само на еден стил. Стилови има. Имало и пред 50 години, ќе има и за 50 години. Ќе го има тој хиперреализам, како што го има во сликање, во цртање и така натаму, го има и во тетовирање. Има traditional old school, како што има во сликање, во цртање, во графити и така натаму, new school, има и во тетовирање. Има геометрија, орнаментал и така натаму. Има и во тетовирање, има и во сликање, па дури има и во керамика. Па гледаме марокански плочки, така. Па сите тие чудесно колку мотиви се искористили или може да се искористат, но дека се работи некоја тетоважа. Апсолутно. Све е тоа отворено, комбинациите се бесконечни. Ја дефинитивно не се гледам себе како некој што би избрал некоја насока. Јасно. Мислам, просто едноставно, прво, мултиартист. Јас сум залюбен во мојата работа. И ја многу сакам да ја работам мојата работа. Јас се зезам така на шала со клиентите, викам, ја доаѓам наутро на работа со пеење.
Се возам у кола и пеам тоа што ми се допаѓа на радио што оди. Ама, знаеш, би сакал колку можам да ги совладам сите стилови колку ми дозволува, нели? Пазарот, луѓето, клиентите и така натаму, пошто многу е и до клиентите. Ако пазарот како Македонија, да кажеме, не дозволува, како што реков ја, орнаментал или не знам што, геометрија, кај ќе работиш геометрија? Нема такви клиенти, толку, тоа е просто. Што е тоа, малце објасни, да? Па како што кажува и самиот збор, максимум употреба на прави линии, на правилни геометриски форми, на 3D геометриски форми, на комбинација помеѓу различно ниво на линии, на контури со позадини кои се составени само од точки и така натаму. Има милиарда различни. Па сега истото тоа се комбинира, ако е досадно да е само црно-бело со акварел кој е full color. Неограничени можности. Неограничени. Кај сакаш, таму може да тераш. Треш полката, германците, прв пат кога почна да ја употребуваат, тој е еден фасцинантен стил во кој он, да кажеме, на еден ракав на клиент има геометрија, има летеринг, напишал некој пасус од некоја книга што на дечкото или девојката им се допаѓал и од згора направил портрет. А до него направил втор портрет на некој човек со газ маска, кој е па апсолутно и тотално стилизиран. И све тоа е исконципирано во, да кажеме, во еден стил. И функционира фантастично. Далеко тоа дека тоа треба на секого да му се допаѓа. Тоа е нонсенс, не можеме ние да кажеме дека тој стил на секого ќе му се допаѓа. Не му се допаѓа на секого геометрија, не му се допаѓа на секого реализам, не му се допаѓа на секого traditional old school. Тоа е тоа. Ти дошол некој истетовиреме, ти што мислиш? Или обично сите знаат што сакаат? Јас што мислам, не толку. Ама дефинитивно да влијам со тоа што сум го видел, направил или знам и познавам, апсолутно да. Ама кај нас тој момент можеби не знам од кои причини. На тоа не би можел никако да дадам одговор, навистина немам поима од кои причини, да кажеме кај нас имам милион примери кога сме одале надвор и така натаму, дој некој ти каже слушај, да кажеме ја гледам твојата работа, ти работиш old school. И јас сакам, не е битно, череп. И сакам old school. Каков череп? Ти прави го. И тоа е тоа. И сега да кажеме кај нас има таква ситуација, ама малку е модифицирана. Ке дојде Јанко со 3 черепа old school, кој он не може да се одлучи, он би сакал да се направи комбинација и ние заеднички со цртање, со скицирање и така натаму ке дојдеме до неговиот дизајн. Така обично ти работиш, што е твојот стил, им помагаш дали секогаш им даваш сугестија во смисла за тоа што не секој има добри естетски предиспозиции да препознае што е добро, а ти како тату артист кој работиш буквално на една телесна естетика, знаеш дека го осеќаш ли што сака да постигне и дека можеби би требало да го советуваш за да тоа го има тој ефект што он тоа го посакува? Никогаш не се срамам да кажам. И никогаш не ми било проблем. Факт е дека има типови на луѓе, на клиенти кои тоа го прифаќаат, го сметаат како добре дојдено и им е сосема окей, а има луѓе кои не се многу среќни која е тоа така. Односно, знаеш, оној тип на луѓе кои се фокусирале на тоа што го сакаат, заклучиле дека таа е шолјата. И тоа е тоа. И ние не сакаме да искочиме од оваа рамка. Тоа е размерот, таа е пропорцијата, темелот надвор, металикот внатре и тоа е тоа. И сега ако ние седнеме и ако поразговараме дека може да се направи нека комбинација друга што повеќе ќе одговара и на идејата и на позицијата на тело, има луѓе кои не се спремни тоа да го прифатат. Немам никаков проблем. Јас сум тамо за да меѓу другото, така, секогаш сум сметал дека ние немаме само работа да истетовираме некого. Ние сепак и треба во наводници да продадеме некаква едукација. Сепак ќе треба Јанко кога ќе ја направи неговата тетоважа и кога утре ќе отиде, да кажеме, во Њу Јорк и ќе влезе во тату студио, сепак треба да има некаква представа за тоа како тоа изгледа. Сепак ќе треба да има некаква представа што може да побара. Сепак ќе треба да има минимална представа што може да се направи на тој дел на тело, на тој габарит, на таа плоштина. За да не се доведеме во ситуација како што апсолутно сум сигурен дека секој артист во Скопје, во Македонија дошол некој да дојде со слика која истетовирана на цел грб и он да инсистира тоа да му се пренесе на него на подлактица. Тоа е тоа. Значи, основни познавања за работите мора да имаме. Таму каде што ги нема, тука секако не јас, тука секако влегува на помош тату артистот. Треба барем да влезе на помош тату артистот. Некој го прави тоа, некој не. Тоа е тоа. Симон, ја би замолил сега да го видиме прво прилогот со
Момакот што го работеше ти додека те снимавме, тоа е Димитар, он ќе ни се представи и ти додека го тетовираш на делот од ногата, мислам, така, он малку поразговаравме. Па еве да го видиме тој прилог. Здраво. Здраво, здраво. Јас сум Јанко, ти си Димитар. Димитар Миломија. Димитар, колку години имаш, прво кажи? 34. Што ти е приказнава? Зошто се тетовираш, ме интересира. За мене ова е пред се еден вид терапија кај мојот драг пријател. Се си има, секоја слика си има своја приказна. Сум почнал кај Симон пред 10 години и секој месец имаме нешто ново. Вау. Да. Ова е кога викаш терапија на какви детали имаш, лавови, лавици, разни символи кои претпоставам само ти можеш да знаеш за што терапија. Да. Тоа секоја си е посебна приказна, се си има свое значење и еден вид амаилија за во животот за понатаму. Се си има некоја мотивација и приказна позади него. Во последниве години експлодира тетоважата. Ние некоја традиција, јас со синови ќе збориме тоа во емисија, немало во Македонија, но модава во светот експлодира. Колку е ова за тебе мода, колку е стварно, што викаш, лична терапија? За мене е лична терапија. Познавам луѓе кои што го прават од едни причини, познавам луѓе што го прават од други причини. Јас чисто го правам бидејќи ми се допаѓа. Знам дека не е општо прифатено, меѓутоа тоа искрено многу не ме загрижува, се менуваат работите и го правам чисто за лична сатисфакција и продолжување на својата приказна преку маслилото. Кога ќе се потроши површината, што правиме? Мислиш дека ќе заврши својата приказна? Па мислам дека имаме доволно простор за уште многу приказни, а секогаш има нешто ново што нашиот експерт ќе каже и ќе предложи. Интересно. Може би луѓето на времето пишувале книги, некој снима филмови, еве ти си правиш еден цел филм на тебе. Да. Кажи ми, се каеш ли за некоја тетоваж? До сега за ниедна не се каам, напротив, секоја тетоважа ми е драга, секоја има своја приказна, свое значење, има на некој начин ги доживувам како лични белези, лични приказни и ми е драго што имам толку многу, во толку голем број. Не планирам да престанам, напротив, планирам да продолжам и за ништо не се каам. Лично. Кажи ми, болката, каква е? Толерантна, се толерира. Нема некој што би кажал дека не боли, би излажал искрено, според мене. Меѓутоа, нивото на толеранција е различно и до раката на тату мајсторот. Има посебни делови каде е повеќе болно, помалку болно на тело? Да, меѓутоа сепак нивото на толеранција кај луѓе е различно, зависи нормално од позицијата и пак ќе кажам, до раката на мајсторот многу значи. И овој дел дефинитивно влегува по болните. Фудбалериве не се фолираат. Не се полираат. Ама ја и не им верувам. Ама по друга страна па и ствараат отпорност. Да. Или ударци во континуитет со тек на време, а се ствара отпорност. Да. Тетовираш исклучиво на видливи делови? Не. Повеќето тетоважи, бидејќи баш професијата ми е адвокат и уште кога започнавме со Симон со мојата приказна, беа на по-невидливи места. Значи, покривме одредени места како градите и рамениците, кои што чисто јас знаев дека се наоѓаат таму, меѓутоа како што поминува времето, се повеќе и повеќе не внимавам точно каде се наоѓаат локацијски, што значи дека предрасудите постепено толку многу се губат што локацијата на тетоважата не представува некое големо значење, представува квалитетот и Симон е дефинитивно приказната. Најдобрите во земја, може би и пошироко. А ти сигурно нема да се појавиш у шорцеви на суд. Да. Ај па да ти се види тетоважа, ако ти... Знаат судиите, да. Сепак е битно што се зборува, а не како изгледа човек. Океј. Да. Ајде уживај да не ти ја... Фала, Јанко. Сеансата. Уживанција. Не, уште ова не те прашам.
Кажи ми вложување. Колку имаш во ова вложување? Дали Солидна сума. Да. И според мене тоа е најубавиот поклон што може сам човек да си го купи. Односно да си обезбеди, да си подари акцесори за цел живот. Тоа е тетоважата. Да. Ја сум малку по-конзервативен, ама знаеш, имам колку сум толерантен, имам разбирање и за овие и за многу други маргинални работи, иако се мислам дека на стари години ќе не тетовирам. Ама знаеш што ќе биде тоа? Тоа ќе биде име, презиме, адреса, крвна група. Матичен број се тоа. Овдека сигурно ќе ставам без дефибрилатор, бидејќи ако ме пукне, молим не ме враќај. Кај тргнав надаму, не ме враќај. Да. Don't reset. Don't reset. No reset button. Да. Многу интересен лик да ти кажам ми беше. Беше он веќе договорен и прифати он да биде снимен, иако има уште еден лик таму, уште една шармантна девојка која случајно беше и она даде интервју, подоцна ќе ја видиме. Но интересно е што момако вака да го видиш тотално андерграунд, ти мислиш некој уметник, некој музичар, бенд и така натаму. Во суштина работи многу во естаблишмент, онака адвокат и вика кој ќе се облечам, сако и така натаму и така натаму. Интересна работа што кај тебе доаѓаат спортисти, естрада, тоа обавезно. Нема денеска некој од сферата на естрадата и спортот што е тетовиран да не поминал кај тебе или што е во тие сегменти, а да нема тетоважа. Така. Но дали има се повеќе и повеќе вакви ликови кои се онака, не знам, работат CEO, директори, менаџери и ово, она, а се тетовираат? Дефинитивно. Влегува бизнисот и уметноста и овој тип на арт во мејнстрим. Ја ќе кажам полека, али сигурно, ама веќе не е ни полека. Сега веќе галопира на сите тие бомбардирања на кои сме подложени години наназад од интернети, од чуда, од пејачи, од музичари, од глумци и така натаму. Тоа е тоа. Мислам, тоа и беше неминовно. Ние сепак, како што напоменав преска, кога разговаравме за историскиот дел, ќе се случува во моментот ние да каскаме и да делумно да доцниме позади, да кажеме, светските трендови, ако може така да ги наречам, ама тоа е тоа. Тоа што се случува ке нив, се префрлува и ке нас. Информацијата е екстремно достапна сега. Значи, ако претходно била само достапна, и оној моабетот преска со магазинот, па ти се свиѓа, па сакаш мајца од Депеш Мод, па ти го пополнуваш ова, кој број, па XL, па чекај да видиме, па мерка има онаква да си измериш награди кокава и така натаму. Значи, тоа е сега на клик на смартфон. Сега само го кликаш, да кажеме, кој да е апликацијата што имаш на телефонот и све излегува. Се наежив. Знаеш што ми текна? Имате иднина вие? Сигурен си во иднина на тату артистите? Не. Не, а? Са, види, дали имаме иднина? Јас лично сметам дека да, ама погледни што се случува околу нас, во што можеме да бидеме сигурни? Го гледаш тој саатот што го имаш дигитален на рак. Па што им е денес проблем кога направија 3D принтер да направат и еден принтер за овакво, ставија раката и стетовирај се онака, што се вика, додека чекаш сендвич у Макдоналдс. Нерамна е површината. Толку. Точка. Ласер ќе го чита. Точка. Ама тоа колку пари ќе биде тоа? Аха. За да може ласерот да го прочита тој или тоа да кажеме ќе биде едно светлосни години пред оној момент кога ќе влезеш да ти ја перат колата, па кога оној ласерот чита, кога ти ја суши, па се повлекуваат, не разбирам. Значи тоа ќе биде неандреталско. Како е изведено во однос на колку треба ова да биде прецизно. И нели и тоа има некакви рамки, некакви параметри, се знае, кола од до и толку. Нема подлактица од до, секоја е различна. И работиме на нерамна површина. 3D принтерот да, ама 3D принтерот е во една рамка, стаклово да, ама тоа е диаметарот, оно е рамно, гладко е, бираме ласер ли е, бургија ли е, диамант ли е, ќе го изгравираме тоа што треба да го изгравираме и толку. Само тоа мислам дека е проблемот. Ништо друго. Како се наплаќа за тетовирање? Како е ценовникот? Има ли официјален ценовник? Ценовник у принцип на
класичен онаков ресторански да го наречам, не постои. Добро. Неколку фактори има. Значи, прети се мотивот, величината апсолутно, позиција на тело, стил, бои, во една, во повеќе и така натаму. Сите тие работи после тоа повлекуваат уште неколку работи, колку сесии ќе имаме за работа. Значи ние сега да дојдеме и да изработиме нешто како што работевме на прилогот со Димитар, Значи, тоа е нешто што се работи во рамки на 45 минути. Фиксна сатница твоја не постои. Добро, Не, и дефинитивно и многу е тешко да се установи таква. Пошто дури ако разговараме за истиот габарит, истата слика во два различни стила кои, да кажеме, би биле диаметрално спротивни еден со друг, и по тежина, и по начин на изработка, и по бои, и по, фала Богу, колку е способен артистот, не може никако да бидат, ќе кажат, абе, иста е величината на тетоважата. Таа е, да, ама не е иста. Иста е, ама не е иста. И затоа фиксна цена да дојдеме ние да кажеме здраво колку е тетоважа, 50 евра е, не можеш да направиш. Никој не успеал. Мислам, тоа не функционира никаде. Не е така ни ке американците, не е така ни во Бразил, ни во Русија, ни во Англија, ни во Јапонија. Никаде не е така. И посепа на светот, ако ќе надоврземе дека понекогаш треба да се работат проекти кои одзимаат 2, 3, 5, 10 сесии, проекти кои се работат по година дена. Што е тоа проект година? Проект? Ракав, цел грб, цела нога. Како може човек да стави на тоа цена како во ценовник, како на лист хартија напишано? Рака истетовиран. Па како ќе му наплатиш? Мораш да му наплатиш. Затоа викам дека ќе секого индивидуално. Значи ќе дојде дечко, девојка од 60 кила, со таа анатомија, со таа рака, со тоа рамо и така натаму и така натаму. Како забар, ќе му процениш, окей, овие две корони, значи, овие сега, два моста, ќе ги правиме година дена, ќе те кошта толку. Тоа е тоа и сега кога ќе дојдеш и ти кој ќе ја процениш, чеке се застани. Оваа слика ке тебе оди. Ама оваа другава што си ја избрал, мојабетот од преска, еве го референцата на цел грб, а ти ја сакаш на подлактица. Оваа слика веќе не оди. Значи истата оваа слика ќе мора да се адаптира. Кога таа ќе се адаптира или во превод да се намалат детали, да се упрости, да се доведе на ниво за да може да се постигне квалитет на сликата што е донесена, а сепак да испадне на подлактица, автоматски се нивелира и цената. И затоа нема ништо фиксно. Затоа никој не може да дојде и да каже колку е ова. Немам појма колку е. Дојди ќе седнеме, ќе ми објасниш, ќе поразговараме, Подлактица го нарекуваш ова или ова? Генерално подлактица е Целиот круг. Ова, Значи, ова што го имаш. Се што е фактички од рачниот зглоб до лактот во целиот круг влегува подлактица. Сам си го направил? Не. Не. Ова ми го правеше Ѓорги Ичев, 034 тату студио од Струмица. Браво. Повлечи го ракаво, те молам. Вау. Ова како го отвориш уште пофасцинантно. Ми личи на оние арт стрипови од 70-тите. Ова е овие цветиња. Комбинација на традиционален јапонски со некој малце по new school јапонски кој го практицира еден артист. Можеш да го забираш, фати го? Стави ја раката вака, те молам да разбориме. Кој се вика Шиге. И мене многу ми се допадна од него. Купував и книги и така натаму и он прави комбинација пошто е јапонец. И да кажем, он имаца, традиционалниот јапонски е така, малце по ригиден, по јасна, цврста линија, нема многу тракатанци сега преминување од една боја во друга, па сега да кажеме дека е темно плава, па преминуваме до тиркизна, па до бела, овона, ке јапонците тоа го нема. Се знае, ова е црвено, ова е жолто. Сакаме да постигнеме огнена, црвено, помаранџесто, жолто и тоа е тоа. И сега да кажеме, он малку го изнивелира стилот од каде што он потекнува, и по школа, и по учење, и по нација, и он уфрли такви некои пореалистични моменти. Значи, он ја задржа ригидноста и чврстината на аутлајнот на контурата, што е типична за јапонскиот стил, ама внатре па вметна и внесе работи како преливи, трансфери на бои и така натаму. Што генерално ја има, ама не на тоа ниво, пошто он па дури и многу сега веќе доаѓа до онаков момент на реализам, на графити. Видиш оној трансфер од една мек убав трансфер од една во друга боја, да кажеме ке јапонците, да, дефинитивно тоа го има, ама ке нив тоа се движи, да кажеме, во три бои. Како што реков пред, значи темна плава, светла и бела за да постигнеме трансфер од најсветла до најтемна. А ке него у неговиот стил има 9 плави. За тоа да го направи. Ричија, ај може сега да одиме со прилогот со младата дама Дијана, а потоа и ќе направиме кратка пауза, па ќе го довршиме разговорот со Симон. Значи, после прилогот со Дејана, одиме со реклами, па ќе се вратиме назад во студио.
Здраво, Дајана. Здраво. Зошто доаѓаш овде? Денеска дойдов конкретно за да си закажам тетоважа. И драго ми е што ме начекав тука. Милуни идам. Така. Кажи ми, редовно се тетовираш? Па сега направив така поголема пауза, меѓутоа сакам така да си се почастам од време на време, зашто според мене тетоважите се замена за накид. Наместо ланче, тетоважа е многу убава. Интересно, затоа се тетовираш? Па да, и зашто така едноставно си терам некој свој стил, поразлична сакам да бидам и болката е интересна. Еден вид на сатисфакција, да, многу, да. Интересно. Интересен процес. Слушај, да не бараш малце премногу од тебе. Имаш прекрасни зелени очи, имаш прекрасно тело, не знам зошто ти треба тетоваж. Па, поинтересно е. Не знам, луѓето што се тетовирани така, делуваат поексцентрично, позабавно, според мене барам. А се осеќаш ли поексцентрична? Дали ти е само формата или стварно се осеќаш дека Па, го имаш тој порив, се што го осеќам. гледаш и што го чувствуваш кога ќе погледнеш некој? Бидејќи кога ќе видиш човек со тетоважа, делува некако потав, малку поразличен. точно. Сакам да делувам потав. Како дали жена. си? Да, па да, се чувствувам, да. Што работиш? Моментално сум на обука во Телеком, меѓутоа претходно работев на планина како готвач, пред тоа со мода се бавев, цело време барам нешто за да бидам креативна, затоа и така стилот си го терам. И сега така between jobs сум малце, барам пробам да се пронајдам се уште, ама ме влече нешто што е поврзано со да бидеш креативен во секој поглед, не знам. Инфлуенсерство, јутјуберство, таква работа сега колку што е ин за атрактивни и убави девојки, па функции тетоважа? Се уште не, ме тираат другарките, другарите цело време почни нешто прави во врска со тоа. Уште така сум малку скептична, пошто сепак 89-та сум таа генерација по некако да не ми влијае се до тоа што денеска владе, ама мора едноставно да се претопиме во тие со тие инфлуенсерки, не ми се ставила во ист кош, меѓутоа И во право. искрено ја не се чувствувам така. Но, знаеш што, да ти кажам, елоквентна си, добар изглед имаш и Благодарам. ако ти дојде некоја приказна, немој да се стегнеш, ништо Така. нема да течи. Кажи ми за оваа прекрасна, фантастична... Не е довршена, треба да се доврши. Исто се го правиш? Не ми е Симон, меѓутоа планирам да ја довршам, сакам цел рака, без на времето балерина, сакам нешто балерини тука да се изведат да видиме. Прилично беше болно, да бидам искрена, меѓутоа интересно искуство. Се менува ли кожата, чувството на кожата после тетоважата? Па, мислам дека да, има разлика. Со тек на време, здраво, да, слободно. Ама на почетокот, пример, дента беше раката дупо, тоа што е и цела оттекува. течена, да, оттекува. Ама не ти смета, викаш таа болка некако е Па се прине трпи, може би после тоа првите 2-3 дена кога треба нели да се мачка, да се, ама мора да се проди тој период, вреди да се издржи се до тоа. Имаш само оваа тетоважа или имаш... Не, имам на листовите, ги имам овие, имам позади, имам тука. Која приказна? Па приказна моментот што ми доаѓа да си сетовирам, сега претежно ме влеча така поженствени работи, цветиња, мандали, многу сакам дизајн, имам таква на грбот. Тук имам лотус во како со мандала. Како? Лотус. Тука. Камера? Хвала. Си ја разумам. И сега тука таа сакам Симон да ми ја досреди овде, сакам тука како месоланче. Тетовирање на интимни делови. Па што знам, не знам баш како стапувам во врска со тоа. Добро. Кажи ми, кога ќе се тетовираш, интенцијата е да биде видена тетоважата или важно ти е само себе? Па за мене пред се, ама интересно е, буквално затоа што забораваме нешто и настани луѓе, ама сите тетоважи посебно кога каде нешто ми како ми се сипам таму. И да речеме како терапија. Да, искрено. Како? Па се случува на моменти, сега не знам колку верувате во сето тоа во поглед на медитација и слично. Јас, например, лаа на грбот, што ми беше преболна и требаше да издржам 2 сати наредни. И си реков, ова е тоа е таа болка и некако само успеав да си направам психички да го надминам моментот дека тоа премногу боли. И како имам момент на медитација, не знам, така ми се случи, со тек на време почнав дури телефонот да си го пипкам, туку што не осеќам веќе болката. Значи сепак е само контрола, мислам дека да успееш да исхендлаш таа болка, интересна, многу е, не знам, поинако чувство, забораваш на се друго во тој момент, нема проблеми, работа, приватни, ништо, само тука си, присутен си. Затоа ми се допаѓа. Приказните
се болно интимни, се убави подсетувања. Што сакаш да истетовираш на тебе? Што сакаш приказа за твоја да биде на твоето тело? Секогаш е различно. Немаме секогаш стрекни моменти, немаме секогаш болни моменти, значи зависи од ситуацијата. Ми се случило да бидам например разочарана од нешто и да ми влијае добро, така да ми ги освежи расположението. Од кога ќе истрпам таа физичка болка. Извини, колку години? Во 89. Да, 15 или 32. Млада си. Така. Знаеш дека за многу е доста важно да го поддржуваш физикусот, затоа што со губење или добивање тежина се деформира и кожата. Така. Па и со старост викаат еве, јас ги пратам и на интернет што се постари луѓе, сам кај нас се уште е табу тема, мене тоа ми е многу криво. Дека веќе треба да се прифати дека тетоважите си лајфстайл, не се само го порано што ги сваќале, јас многу пати искрено сум била осудувана. Имале поинаква слика луѓето за мене, зашто јас сум истетовирана. А сега гледам дека и кај нас претежно веќе се прифаќа и многу ми е драго ради тоа, затоа што не надворешноста не треба да го карактеризира човекот каков е внатре. И посебно тетоважите што се еден начин колку е човек креативен и се искажува себе си, според мене. Браво, браво. Така. Ти благодарам многу за овој продуктивен интерес. Благодарам и на вас. Ете, видовме два шармантни, прекрасни ликови. Ти се восхитувам, ти си човек со таква енергија и стварно ти верувам кога викаш и да ми пеам песни у кола. Не се сомневам во тоа дека си тако. А и ликовиве кои ги сретнав кај тебе, па и кумашинот твој, можам да го спомнам? Зашто да не? Да. Кошаркарот Зивчевиќ Ненад, кој дополнително даваше хумор, иако не сакаше да се убоци во сето тоа, кога Дијана во еден момент рече, па сакам ја ова демек не сум ја правила тетоважата, нешто сакаше за тетоважата. Да, за корекција. И вика само да се навалам, кој што е висок слаб, вика, но тоа затоа што не е правена кај Симон. Абе, се згазивме од смеење. Едни од најубавите, прво да ти кажам заради корона, не сум сретнал толку луѓе да поразговарам на еден помал простор, а од друга страна сите некако позитивни ми беше друг пат ќе ти дојдам само кафе да пијам ако смеам. Договорен. Жими се, стварно е терапија тоа кај тебе. Овие не се шегуваат кога викаат. Не, имаш различни аспекти на причини поради кои они доаѓаат. Знаеш, кога ќе тргнеш од оние некакви основи зашто некој му се оние исконски основни пориви да направи нешто такво. Зашто? Како беше муабетот од претходно на почетокот? Војска, морнарица, бродот. Значи големи трауми, големи случаи Или среќа. во животот. Или не Тука среќа. е и јангот. И така се врти. Значи имаме работи кои, да кажеме, на себе ги имаме кои ни прават да се насмееме, да сме позитивни, кога ги погледнеме да не потсетат на нешто убаво, нешто прекрасно и така натаму. Ќе направиме посвета, ќе направиш посвета за детето, за едно, за второ, за трето, за фамилија, не е битно. Ама има и луѓе кои се да ти прават посвета да не го заборават и она лошо. И можеби и тука влегува оној терапевтски момент. Сега нема сигурно да навлезам у тоа подлабоко прво и основно, пошто не сум ни квалификуван и ово, за тоа ќе треба да седнеме на следната емисија да имаме и професионалец до нас, па кој ќе може, нели, ова да ни го разглоби што на упростено, што на стручно ниво, ама како и да е, јас, значи моја претпоставка е дека можеби и така, нели, луѓето, знаеш како, тргам од себе. Да. Јас така би одел. Добро. Тоа е тоа. И Јас можеби се надам затоа дека- Димитар сакаше терапевски да го произнесе тоа. Да, јас се надевам нема ќе бидете милостиви спрема нас кои немаме никаква тетоважа. Ти имам поинак не дека замерам, напротив, еве ја како некој да речам конзервативец, толку сум толерантен емисии за легализација на канабис, тетоважата, затоа што не гледам дека ова ги прави луѓето полоши,
а е нешто што е и мислам дека табуата се рушат кога ќе се запознаеме дека нема ништо страшно. Апсолутно. Дека не се ова, не знам, ритуали со принесување на крвни жртви и така натаму. Апсолутно. Иако ја, например, сметам заради мојата религиозна вокација дека телото е храм на душата и дека било што да исцртам, ја само можам да го наградам и ми е страв во тој однос. Иначе кога би бил тоа, религијата, поготово сите мои истражувања кога сум требал и кога сум пишувал на сајтот и така натаму, како тоа се врзува со христијанство, како се врзува тоа, но, да го поделиме и така натаму со католицизам, со ислам, со све тоа. Светителите има милион примери каде што им сраснале дрвени крстови под мантија, носел крст кој никој не му го гледа, кој на крај кога го виделе што му е со човекот не може да му го извадат, му сраснал. Што не си истетовира човек? Ако ти е до толку и само ти да го знаеш ако си имал потреба. Но разликата е поради тоа што ова првово нели е свесно. Да, го правиме. А ова второво е во наводници под влијание. Не би требало да биде за осуда ни од ваша страна кон нас, а уште помалку од наша страна кон вас, ако е сето тоа заради му е потребно на човекот во таков момент не може да најде друг излез. И од друг аспект веќе кога станува па нешто мода што да расправа, знаеш, и во среден век минјак да се појавил, ќе си горел. Така. У Шпанија сигурно. Овде не, ама у Шпанија сигурно. Так. Денеска е секоја втора е прилично ослободено телото во прикажување и колку е повеќе помасовно, ја то по ќерка ми го гледам, знаеш. Девојка у моје време да се облечела така, ќе имала други квалификации. Но не можам нејзе да изамерам затоа што денеска целата генерација така се облекува. Значи не се они разликуваат карактерно, едноставно тоа е модата и нека го надживее слободно, па ќе се изгради сопствен стил. Пред 40 години она ќе одскакала од правата линија. А сега таа линија е поголем дигната. И сега колку и да скокаш, не може да дојдеш до линијата. Така, како викаат она по англиски, барот е подигнат. Да. Линијата, параметарот према кој ние ги поставуваме работите, у кој дефинитивно влегува и мојата професија, тоа е подигнато. Затоа и преска на почетокот кога зборувавме да се малку само да се повратам назад, да се надоврзам за оној едукативниот момент. Ние се зезаме една шала кога ќе дојде, да кажеме, девојка, момак не е битно, што предава во основно училиште. И сакате тоа. И се седиме, се договараме све што е како е. Фала Богу дека на крајот на денот во секој случај ќе дојдеме до финансискиот дел и јас се зезам и викам предаваш на основци, да, 30% попуст. И сега неколку пати сум имал зашто. Така јас размислувам. Едукативно треба да делуваме. Јас сакам, пошто ти си окей дечко, девојка, не е битно. Сакам децата во училница кога ќе те видат со твојата тетоважана нога, да сватат дека учителката и она таа е добра е, мила е, ни се смее, не учи, не држи за рака, одиме на екскурзија и така натаму. Со тоа што имате товажа, не е демон. Тука влегува едукативниот момент. Фактички, едукативниот момент на оваа тема не почнува со мене и со тебе. И како јас утре на 43 години ќе искочам на улица и стетовиран малци или многу, едукативниот момент почнува како децата ќе ги гледаат пред и сети околу нив во училиште, па после во комшилукот и така натаму на улица. Не дали ќе се тетовираат они, туку дали ќе имаат предрасуди спрема дали ќе има стигма, дали ќе каже еве чеки тоа учителката е тетовирана и она не е лоша. Ама затоа што утре ќе сретне дечко или девојка и ќе го цени спрема тетоважа, а не спрема карактерот. Тоа е тоа. А тоа е лошо. Тоа е исто како да го цениш по некој спрема облеката. Тоа е тоа. И јас не можам колку и да се трудам во врска со ова да едуцирам или да поучам, колку да звучи сега ова снопски, јас нема што било кого да едуцирам и да подучувам на таа тема, ама преносно не можам јас да едуцирам и да подучувам никого на 40 години. Тоа е формиран карактер. Има став за едно, за друго, за трето. Ама веќе кога ќе дојдеш меѓу пет оделенци, тоа е празен хард диск. Тоа е парче глина која допрва треба да се ваја и ќе треба да се, нели, да се претвори во човек со ставови, со размислувања, со параметри што чини, што не чини и како да доаѓа до заклучок што чини, што не чини. Колку ние и да не сакаме да признаеме дел од нашата работа, понекогаш свесно, поголем дел од примерите несвесно, ние влијаеме и така. И тоа па мене на кратко киштото ме прави само среќен. Неколку конкретни прашања за конкретни одговори. Кажи ми,
Која е најчестата тетоважа? Морам да те скокам од тема на тема, ама така доаѓаат поинтересни одговори. Која е најчестата тетоважа која се ја работа? Доаѓа и вика, дај ми, не знам, пиши Македонија, или Бред Пит, или Анджелина Джоли. Имаш ли Символот нешто? на инфинити. Символот Бесконечност. на бесконечноста. Да. Ова е интересно. Го знам таа, Да, легнатата осмицата. осмица. Да, и сега истата таа Го знаеш вицот? искомбинирана, не, Стои осмицата и психолог вика легни. Вика ако легнам нема да завршиме никогаш. ќе трае ова вечно. Вечно ќе трае. Истата таа е искомбинирана со стотици различни комбинации. Што име базичната приказна на кога ја тетовираат Инфинити? Дали Основиот потекот кој тргнуваат, барем кога ќе раскажат зашто ја ставаат и така натаму, доаѓам до заклучок дека е вечна љубов. Најонака грубо Готово. кажано. Значи ние сега ова што го кажав ја вечна љубов како настав можеме да го разглобиме на ситници, на детали и така натаму, ама грубо е вечна љубов. дали љубовта им е најчест мотив или загубата, трагедијата? Не, апсолутно љубов. Тука извини што те прекинав, ама Готово. секако дека влегуваат загубата и трагедијата и така натаму што рековме претходно, лошите, неубавите работи што ни се случиле во живот. Апсолутно да, ама по процент, по бројка, математички апсолутно. Позитива и љубов. Кога е љубов во прашање, дали е тоа името на саканата, символ за саканата или дури и лик на саканата? Кај нас барем Или последно саканиот, се извинувам. Така. Пардон, да бидам да. джендер. фернес. Да, опасно денеска. Опасно е денеска. Да. Последното најмалце. Барем ке нас. Значи изработка типични портрети и така натаму на освен ако не се сведеме дека тоа е на мачето или кучето дома. Вака за нели меѓучовечки односи дефинитивно нели символ некој кој е карактеристичен за него, символ или нека комбинација на символи кој потсеќа на него, тоа дефинитивно, ама класичен онако не. Да. Може да се вметне тука име, ама имињата више имињата веќе директно влегуваат во оној old school, имињата влегуваат во војничките моменти. Аха. Разбираш, а таа ситуација секако дека има, ќе ја има. Та никогаш нема да престане, ама полека или сигурно така се плакне. Губи од сила. Најверојатно пошто, знаеш, можеби ако трнеме нели сега и тој дел да го анализираме, не е толку све околу нас во последно време нели совршено розево и така натаму односите меѓу луѓето не траат најверојатно. Тоа сакам да прашам. Така како што Дали има пришкртување преку Бети да стае Јана, така, што правиме ако е не, пократко името? имаше една интересна кажи ми. вице, Ајде, као ајде. вице. Са дечков раскажува и вика седиме на слава, не е битно, седиме на Свети Никола и седам, пиеме по едно вино и го гледам татко ми и што фино добро му стои на подлактица Снежана и си мислам, штета што мајка ми се вика Марија. Ме разбираш? Мислам, тоа е тоа. Порано било малце подругачи. High School Sweetheart, така беше онакво америчкиот филм. Малце подругачи. Ние сега сме животот е таков. Расплинати сме на многу страни и пуно од работите што порано траеле во наводници вечно или барем подолго, сега се со краток временски рок. И затоа може би и не е најпаметно моментот со имињата. Уште помалце со лицето. Има ли да си одбил од тетоваш? Да речеш, не, ја ова не можам да ти го тетовирам, фала. Лично не. Имав ситуација, не беше во Македонија тоа, кога тоа беше, па има 15 години, кога работе во Јоханесбург, имаше еден дечко кој инсистираше да добие свастика. Нели, сега ние не за која разглобиме едукативниот момент, пуно од луѓето имаат негативна конотација. Од стари индиски, од X причини, значи символ на вечноста. Символ кој има варијации многу, тоа е број еден, символ кој фатил од Кина, односно од таоизам, будизам кој преминал преку Кина, преку Индија, кој има делови коренја во Персија. Човече, ние имаме свастика во крстилницата на Плаушник во Охрид. Ако не се лажам, професорката мојот факултет Вера Битракова
на Цветан Грозданов сопругата, беше дел од тимот кој, ако не се лажам, за ова не сум 100% сигурен, 77 или 79-та, они при ископување тоа го откриваат. Свастика. Ја има на слики, докуцаме сега на интернет се гледа. My Плаушник на овако има свастика. My Сончев знаке. Да кажеме имам Така, не знам тие Сончев знак. Да, не, во студиото не ги примети, можеби требаше да ти ги покажам, ќе ти ги пуштам на Facebook, чисто да ги имаш, да видиш комбинации од свастики кои се користени во православни цркви, во иконографија. Таму ако не се лажам, сигурно имаше преку 15. И кои изгледаат, ете свастиката на втората слика. Ете и на првата. Тоа е тоа. Ете, Тоа е тоа. пред 2000 години. Кажи да не е јаче. Ме разбираш? Значи, мислам, тоа е тоа. Последната, фактички, како изгледа од дистанца, само молим те, врати го назад, чисто само да го покажеме, како тоа, четвртата слика во првиот ред, како тоа изгледа од дистанца. Мислам, тоа е тоа. Ете го. И тука доле, фактички, треба да е Слаба резолуција, да. ова па не можам Да, подобро. не, ете лево. Ете лево доле. Ете, Да, и сега луѓето имаат погрешна. во рамка на еден цел мозаик таму од некој Рано христијански. рано христијански. И од ова нема бегање. Ова не е нешто што седнал некој го напишал па го ставил на Википедија, сите пишуваат на Википедија, така? Од ова нема бегање. Тоа е тоа. И сега луѓето имаат погрешна конотација за тоа што значи символот. Не е битно. Господинот што дојде, луѓето што беа таму околу мене знаеа дека он ја има погрешната конотација за истиот тој символ и не одбив јас, искрено мора да признам. Так. Него девојката која беше собственик на дуќанот, на шопот, одби било кој од нас да го истетовира тоа на него. Океј. Тоа беше, мислам дека не би може, стварно вистина не се сеќавам дали икад после тоа сум имал уште еднаш ситуација у која сум одбил мотив. Немам предрасуди во врска со тоа што некој сака да носи на себе. Мене ми е уште подраго што си толку широк и толку образован човек, што у темите која ќе те прашам за нешто конкретно, даваш и дури и теориски аспекти и гледаш како го илустрираме и разговоров станува уште послоевит. Ајде да те прашам уште едно стереотипно, суопарно и рамно прашање. Уште една-две чакри да отвори. И знаеш, ние да одеме, чекај малце, види ова може и вака да се изведе. Значи да ти да се сретнеш со некоја информација која не била во оние 1 2 3 4 5 параметри. Значи случката да се визуализира на некој начин, траума, убаво, неубаво, емоција, позитивна, негативна идеја, висока, ниска, секаква да се визуализира на некој начин. Тој е основата, потребата на тоа. Да се вратиме на младата дама што на кратко ја интервјуирав. Интересно е што, еве, она, млада, убава, атрактивна, тоа е просто интересно дека не остана, да речеме, совршена манекенка која нема тетоваж. И тоа е просто интересно што, ај разбирам понекогаш дека луѓето кои така добро изгледаат, им е потребна тетоважа, кај жените, еве, например, за жените зборам, не можам за мажите, за спортистите ги разбирам, они тоа е како листа на трофеи. Но кај жените не можам да разберам они дополнително што сакаат да остават кога веќе го имаат и тој изглед кој врти глава на улица. Ама можеби не е идејата да врти глава и тетоважата. Не секогаш тетоважите се гледаат кај ни. Па може да направи некоја слика, мотив од кој да е вид и кој ќе има значење, символика. И ништо повеќе од тоа. И кој нема да се гледа. Кој нема да биде на подлактица, на гради, на врат, на глава, не е битно каде. Кој нема да може секој да го види. И тоа дава сила, дава моќ на самиот мотив. А мислам дека тоа со манекенките однос на порано на сега и козметиката е драстично развиена, така да сега барем кога ќе дојдат луѓе кои, да кажеме, се занимаваат со филм, еве чисто ради пример. И сега за покривање на тетоважа во сврха на снимање, апсолутно нема никаков проблем. Тоа што можеби, не знам, 80 било. Сега не е. Сега све тоа тече, се зима пудра, течна, каква идеја и тоа е тоа. И се завршува работа и ти да кажеме знаеш дека Том Харди е цел истетовиран, ама он излегува у Бетмен, у Чудо каде и да е. Он излегува гол до пола и он е стакло чист.
Тоа е тоа. Не знаем Сега дека веќе до пола. вижте пораменици по гради и така натаму. И сега ние кога ќе го видиме него, одеднаш ја бе види дечко, и после да ќе го видиш во некој друг филм кај што глуми некој боксер, а таму нели ради потребите на филмот нема потреба од козметика и од покривање, се доаѓа до тоа што се доаѓа. Ај кажи ми, како ти е, колку време работиш прво, Симон? Првата тетоважа на мене ми ја направија 95-та, јас ја направив на клиент 96-та, а мој дуќан имам од 2001. Има ли разлика број на жени и мажи? Колку поминале кај тебе? Повеќе жени. Повеќе жени. Како го објасниш тоа? Па полесно се, прво полесни се за соработка, девојките. Пофокусирани се на тоа што го сакаат. Секако дека има. Нели, заклучивме ние. Све има секаде. Секако дека има и луѓе кои нели не се навраќај. Да кажеме, се колку и да е грубо не знаат што сакаат. Добро. Ама се пофокусирани на тоа што го сакаат, поконкретни во кога ќе седнат и кога ќе нареда што сакаат да покажат, да каже нивниот дизајн, да кажеме за разлика од маж. И што е нели секако дека е битно, они се задржуваат на релативно мали, средни капитални дизајни од масивен карактер има помалку. Има, ама има помалку, него што има ке мажите. И сега автоматски кога ова е поголемо, тоа е тоа. Бара повеќе припрема, бара све е плюс. Да направиме на гаража и да направиме на зграда не е исто. Тоа е тоа. И вака е споредбата. Каков ти е мајндсетот кога работиш со атрактивни жени? Со атрактивни девојки? Апсолутно професионален. Дали ти е потребно напор за да се фокусираш ако е некој на пример исклучително, бидејќи не страдава, имаме жени кои се експлицитно направени да изгледаат супер екстра сензуално сексапилни. И сега да тетовираш такво тело, дали ти е потребна мајндсет, на пример концентрација, окей, дали имаш некогаш проблем како човек, како маж спрема такви особи, бидејќи знам дека си стрейтер. Еве, не те прашувам тоа за маж. Апсолутно никад. Мислам, пристапот, тоа можат и клиенти, односно клиентки, да го потврдат и во моје име, мојот пристап секогаш бил и ќе остане апсолутно професионален. Те прашувам мене затоа ме интересира што... парчето кожа. Па дали тоа се ногело на стомак, на задник, ти веќе абстрахираш остатокот. Знаеш она кога фокусираш ефектот на телефонот и све од страна ти е замаглено. Ништо мене не ме интересира. Дали е на стомак, дали бил на гради, подгради, на ребро, ништо не ме интересира. Мене ме интересира парчето кожа, ме интересира мотивот и ме интересира да слушам машината, да не случајно или при промена на звук и така натаму, техникали, да треба да запрана, треба нешто да се наштелува и така натаму. Интересно е што можеби имињата за кои знам дека во државава се, ајде да речем, најатрактивни мажи и жени поминале низ твоето студио. И тоа нешто кажува и за тебе, и како артист, и кажува за твојата професионалност. А мене ми е, извини вака за ова прашање, можеби е несоодветно, но мене ми е да прашам затоа што секој човек ќе се збуни во таква ситуација, затоа што таму, како да кажам, телесното, ја го почувствував тоа. Значи, кога сме надвор, внимаваме малце на изгледот, пазиме што ми се гледа, што не се гледа. Малку е послободно таму. Таа е како, да речем, ја би го опишал со еден многу позитивен како соблекувална во средно. Немаш гајле. Баш така. И тоа е многу добра позитивна енергија. Јас би рекол како дома. Ама буквално. Така. Знаеш, кога имаш таков пристап, како што апсолутно тврдам за себе дека имам, и спротивната страна нема проблем. Значи, кога немаш пристап кој преюдицира агресија, без разлика дали е таа сексуална, каква и да е, тогаш и другата страна е опуштена. И тогаш е многу полесно тоа да се не си изработим сам. Таму имало момци, девојки, по гаки, по прслук, по боксерици, не е битно, тоа е тоа. Професионалниот пристап пред се. Апсолутно ништо друго не е битно. И мора да има, колку и да сега е актуелно или не актуелно, црвена линија. Тоа е тоа. Што е црвена линија? Маска? Дека апсолутно. дека апсолутно. Работевте со маска, видовме таму. Па тука сме сега, у затворен простор, ете, сите знаеме, сите овие новонастанати ситуации, нема да ги елаборираме сега, тоа е тоа што е. Се почувствува на твојата работа? Да. Да. Да.
Па нема луѓе од надвор, нема наши што доаѓаат од надвор, доаѓаат поприступачно, има квалитетни артисти во Македонија што работат квалитетно, што работат со квалитетна опрема, што имаат квалитетен завршен производ, а да кажеме финансискиот дел е драстично поразличен, него не е битно Италија, Швајцарија, Германија, Америка, Франција, Канада, не е битно. Тоа е тоа. А они се свесни дека на крајот на денот на нивната кожа ќе добијат слика Како што би добил егал таму? со тоа што би го добил таму, со таа разлика што овдека ќе го добие 3, 4, 5, 6 пати поевтино. Вау. А страшниот дел за нас, не за мене, за сите артисти е тоа што на крајот на денот кога ќе дојдеме ние да порачаме опрема, бои, игли, не е битно. Ние порачуваме од истата фирма кај што порачува канаѓанецот што наплаќа 6 пати повеќе. Па добро, се сетија ли како грците што се сетија дека боле име да ги поправаат забите у Битола, затоа што име 10 пати поевтино, странците да се тетовираат кај тебе? Има, ама малку сега, како што реков. Ова сега со ново настанатава ситуација, малку работите ги подуспори, ги подзакочи, нормално дека има луѓе странци, луѓе што работат во Македонија, кои имаме дел од нив и клиенти кои доаѓаат, ама интензитетот и бројката дефинитивно не е ист. А па нашите што доаѓаат као, нели, на привремена работа надвор, тоа е сведено, можеби не е на нула, ама на некој минимум. Предпоследното прашање е болката. Именно кога разговарав со младата дама, она ми кажа дека болката знае да биде поднослива, па дури со мајндсет да биде и пријатна болка. Жените имаат далеку поголема толеранција, ти ќе се сложи со тоа кон болка. Драстично. Но вика потребно е и нели вика после тетовирањето на раката, она ми рече дека раката и била прилично отечена, па треба и така натаму и така натаму. Значи болката и третманот тие работи. Болката прети се е многу индивидуална работа. Ние сите тука во студиово па трпиме болка на различен начин. Различна болка на различен начин. Медицински докажано дека девојките имаат поголема толеранција. И тоа е факт. И јас тоа можам да го потврдам и ке мене на работа. Тоа е дефинитивно. Болката варира. Многу е битно сликата, мотивот, колку е комплициран, колку нешто ситно, малечко. Таа идеја е јака, тоа е, трае 10, 15, 20 минути, 30 и тука завршува. Ако е нешто покомплицирано, се работи со сати, болката само прогресира. Втора работа која исто така многу битна е позиција на тело. Не е секоја точка на нашето тело по болка иста. Не е исто Јанко кога ќе се истетовира на рамо и кога ќе се истетовира на стомак, на гради, на колено. Различен е. Комашинот твој рече дека најболно нешто е тетовирање на ребра. На ребра. Јас денеска имав една девојка со која па ја мислам дека не сме кажувале вицови и зезанци, па не трепна. Не трепна на ребра. Прва слика. И на шала на нема ништо, прва слика не. Прва ништо апсолутно, ништо доаѓа седнува на ребра, сакам од ребра према стомак, така на кривина зафати, тоа е тоа, не трепна. Јас сакам трансфузија од нези. И ние на шала на крај кога завршиме викам човече, ако ова е вака на ребра, прво ќе си истаташ цела, а ако ти овој дел од тело кој апсолутно влегува во топ 3, го помина вака, тогаш кои се најболните делови топ 3? Ребра? Генерално коски. На коска, цеваница рече ти. Цеваницата е болна, коленото е болно, лактот е болен. Да, додека снимавме, нели ти го има работеше Димитар дели одма тука блиску малце подесно од цеваницата, ма како и да он има и на цеваница на другата нога. Што ти реков ја, значи фудбалериве не се полираат. Да. А и боли. Се малце посензитивни места, како што реков коските, стомакот. Пред некој ден правев еден пријател на врат на средина со гркланот тој дел и така. Незгодно, непријатно. Не можам да се сетам кога последен пат некој седел и додека сме работеле викал дека не знам колку го болело, ама дека знае да биде непријатно, знае да биде непријатно, дека варира од причина до причина. Колку трае сеанса? Од 10 минути до 5 часа. Некој може да издржи 5 часа? Па, да. Вау, фасцинантно. Да. Што се трендовите за крај, Симон? Минимализам. Што е тоа? Кратко, јасно, прости форми, и комбинации помеѓу истите тие. Ја реков ќе ми речеш 3D, сега не знам, Avengers сликани во 3D како на постер. Ние му види сега вака. Мораме неколку работи да расчистиме пред нели да отидеме према 3D и према хиперреализам и така натаму. Прво е стил кој сака специфичен мотив. Второ, што е исто така многу битно, е стил кој сака и посебно место на кожа.
Па, ја мислам дека и трето, да не го заборавиме, е тоа дека сите тие такви мотиви и такви слики знаат да бидат и поприлично солени на тема пари. Што збориш? Да. И сега да кажеме многу Збориме за вакво многу нешто? на минимализам, да. Гранчињата, девојката, онлайнерот со цигарата и така натаму. Онлайнер. Моганджи. Овој еден дечко во Берлин што работи, овие се Не се лажам, најдов една интересна фотографија, една девојка, на Иди во ногата албумите. имаше... него Корто Малтезе. Корто Малтезе е на овој, како се викаше, Љубомир од Медена земја. Така, Љубомир Стефанов. Да. И да кажеме ова многу интересен дизајн, мислам на Ова е мене баш на мене како стрип. па тоа и Стрипот е. на мене е многу близок пошто искрено јас сум и љубител на стрип, пораснав со стрип, така да ова одлично. Си цртал стрипови? Не сум цртал никогаш, не дојдов до тој момент. Добро, црташ Имаше да ли кажеме нешто? еве го на огнен сега Чекај, погоре ја само да најдам на ногата тој минимализам што ти ми го опишуваше мислам дека треба да видиш во албумите. во албумите. Ваков дека ти се општо сите слики и дека тука иди горе во албумите, еве го албумс и иди на ете го овој тројка, 424, второто е до перо, е тој. Сега тука види, иди надоле пошто вие се Аха. нели има И ова ли спаѓа во тој минимализам? па сега овдека баш и многу од ова што гледаме нема. Но има и религиозни. Како нема? Имаш доста и вакви. Како а? нема? Ова црвенило поминува. Секако. А добро, вакви точки кога има, например, бемки, кога има еве Бемките се избегнуваат апсолутно. бемките се избегнуваат апсолутно. Да, други такви ситни, па да кажеме, еве, може би да, па и со пегите сум внимателен. Ситни младежи, мали, лузни и така натаму нема никаков проблем. Ама бемките се избегнуваат дефинитивно. Ми се допаѓа овој, да речам, ретро, малце историски стил како на овие го има, островата. да. Ла Муерта, ова е повеќе Мексико. Мексико, Ла они Муерта, се, да, култот на смртта. да, што го смртта, има. да, и така натаму, они тој долгослават и се тоа беше многу интересно, пошто ние го ставивме на едно интересно желче, кое многу добро искочи. Па и овие ги новиве. Да кажеме, еве го, ово е поише тој, што ти реков преска малце по-стриповски пристап. Гледаш со линии, со иксови и така натаму. Ова е веќе, 2011. Колку е ова стара. Ова е во Хрватска. Ова е на конвенција во Риека. 2011. Да. Далеку отидовме. Како Не заличи ми со твоите следи. Ова е на бугарски, ако не се лажам. не заличи ми со твоите следи. Да. Не ме Има. следи со твоите чекори, нешто така. Искрено, Не. Добро. нели, уште еден доказ дека, нели, не знам што пишува. Чекај да видам уште овие минимал. Аха. Има, нема тука. Тука сум минимал, ова е да кажеме, еве оној момент преска што кажеме почетна фаза, голем проект, И се почнува после само ова кон трипа, се- после тоа се сенча, па се прави бекграунд позадина и така натаму. Но еве, она дојде со Дијана дојде кај тебе со една тетоважа која не беше направена кај нејзе, туку беше направена на друг мајстор, но незадоволно. После 2 години доаѓа повторно. Така. И што ти можеш тука да помогнеш? Рече дека имало тука моменти дека тие 3D тетоважи кои изгледаат толку впечатливо, со време може да Јас што лично стана? не сум фан. Да? Лично. Добро? Не алудирам луѓето да не ги прават, секој со својот избор, ама лично јас не сум некој посебен фан, пошто барем поготово тоа што го гледам, ке нас сум малце скептик за тоа како се тоа изгледа после некое време. Мене лично не ми се допаѓа, еве и таму видовме како тоа изгледа, после некое време, мислам, тоа е тоа. Има ке нејзи имаше простор за корекција, се уште има простор за корекција, може тој мотив да се досреди. Јас се утепав од илустрирање, мислев дека иде во програма, ништо, добро. Нема везе. И мене лично не ми се допаѓа. Имам причини поради кои можам надолго и на широко можам да потрошам уште една емисија за тоа зашто тој дел не ми се допаѓа, поготово кога работиме портрети и така натаму, кога се работат портрети, пошто се работи со флеш тонови, односно со тонови кои се боја на кожа, е малце комплицирано, тој тон е ист како нашата, како медиумот, како кожата, ако не се адекватно погоди контрастот позадината која треба да биде нели со одредена силина, јачина, да биде со доволно темна за да може светлите делови да се исфрлат напред и така натаму. И се тоа треба да се изработи малтене до совршенство,
за да може да дојде финалниот продукт како што треба, тоа е број 1, а број 2 што е можеби и побитно, финалниот продукт кој ќе го сликнеме и за 2 години да е како што треба. Пошто ние никако не смееме да заборавиме дека кожата е жив медиум. Кожата не е ни хартија, не е ни хартија, не е ни ѕид, ние не правиме графит на некој ѕид, па ние гале ќе го сликаме и за 2 години, таа ако е квалитетен спреот. На 20 години кога ќе се истетовираш, млада си, стегната и убава, ама после на 50 години на што ќе изгледа тоа? Зашто преска го елабориравме моментот за позиција на тело. Има делови кои да кажеме први покажуваат знаци. Има делови кои со невнимателен лајфстайл, начин на живот и така натаму покажуваат знаци. И сега кога ние таму треба да стомак, врат, да кажеме гради, целиот тој струк, задниот дел, грбот, надзадник, долниот дел од грбот и така натаму. Знае да се наталожат. Тие се делови кои се доста ранливи и сега ако ние таму треба да изработиме нешто ултра прецизно, то сосема нереално е да очекуваме дека за 10 години на фотографијата на лежалка на плажа дека таа слика ќе биде иста. И затоа треба да биде пракса, мене барем е пракса да дадам предупредување. Да знаеш дека таа стрикна геометрија што ја бараш на тоа место, да се разбереме дека ќе има малце по другачи. Пошто како што реков, кожата е жив медиум, кожата дише. Мрда се движи. Ништо, ако му напишеш негде на стомакот олја, само ќе му допишеш како се депее, битка код Севасток полја. Да, може и така. И нели ќе треба се внимава на величината, пошто нели пак ќе кажам, да не елаборираме тоа, може на долго и на широко да се обработи, али сепак треба да е внимателно и што е многу битно, артистот небитно е кој е и каде е должен многу нормално во рамките на своите познавања и на добра волја, ако ја има, клиентот да го обавести за тоа. Не смееме све да гледаме низ призма на пари. Не можеме све да гледаме дека некој што дошол ке нас во мора сега да седне. Не мора. Супер момак си. Не мора, значи апсолутно ми се случувале милиарда пати работи да седнеме да е договорен цртежот и кога ќе дојдеме да кажеме по игра на случај, да не го знам местото. И кога ќе дојде таа некоја стрикна чудесна архитектура, геометрија, да треба ја да овековечам на нечии стомак или на нечии гради преку стомак и така натаму, значи цел нерамен дел, да кажем, стои. Јас одма ти кажувам дека тоа што го гледаш на А4 формата, рамно, XY, на рамно, на црно на бело, дека на тоа кога ќе го залепам ја следам формата на телото, дека таа права линија не е права. Тоа е тоа. Тие се прости технички моменти, должни сме и тие да ги кажеме, пошто дефинитивно тоа е дел од целата онаа едукација што разговаравме и претходно. Како се доаѓа до тебе и закажува? Да. Facebook, Instagram, Viber, телефон, апсолутно нема социјална мрежа на која не сум активен, има страна, има личниот е отворен, значи кој сака може да запише, има телефон, има све, има што треба. Нема, ништо не е скриено, пораки, SMS, мејл, тоа е тоа. Арно рече дека си човек со енергија до 3 са бајле можеш за ова да збори. Ти стварно ја сакаш твојата работа, не се фолираш. Тебе не ти е, мислам, знаеш што, ти стварно не работиш во животот. Стварно не работиш. Ти чим уживаш олку, да, ти уживаш во тоа. Вика работа не е работа ако уживаш во неа. И ти посакувам добро здравје. Ти посакувам тебе и на твоето семејство и се надевам дека уште интересни клиенти и уште интересни приказни. А се надевам дека и во иднина повторно малце, нели, да ги разбиваме табуата. Многу ми се допаѓа тоа и мислам дека си можеби најсоодветна особа за такво нешто. Се надам некој колега твој дека ќе биде исто така во студио. Отворен сум за соработка ден и ноќе. Секој е добро. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.